Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео во живо на YouTube каналот Татунчо. Јас сум Владко, а наспроти мене го имам, знам дека нема да се согласи со мене, јас би рекол легендарниот македонски новинар Зоран Божиновски. Господине Божиновски, добро вечер, добре дојдовте по трет пат на каналот Татунчо. Добро вечер и добро ве најдов. Далеко сум од легенда, уште сум и меѓу живите. У живи легенди тешко се влегува. Новинар од Македонија. Најкратко и наједноставно. Така, дали е тоа редок вид како рисот во Македонија, затоа што јас имам чувство дека во Македонија има најразлични извршувачи на медиумски услуги, но вистински новинари, можеби ти од старата школа на радиотелевизија Скопје. Денеска како стои ситуацијата со новинари, според вас? Многу лошо стои, многу тешко стои. Имавме скоро собрание неизборно на Дружењето на новинари на Македонија, па се постави прашање таму, немав намера да дискутирам, ама некој спомна дека младите во Македонија бегаат од новинарство, не сакаат да станат новинари. Не знаат од кои причини. Па бев предизвикан, морав да земам микрофон, бидејќи беше тука гостин и генералниот секретар на Европската новинарска асоциација и федерација. И сакав да се обратам да се знае зошто младите бегаат од новинарството. За мене клучна е 2002 година, кога по многу маки и многу насобрани проблеми 10 години наназад новинарската асоциација ЗНМ беше исклучена од Европската и Светската федерација, затоа што додека председателствувала познатата новинарка Мирјана Димовска, биле правени некои финансиски малверзации, членарината не била уплаќана, луѓето во ЗНМ што биле технички лица вработени не примале плати. Значи било хаос и Македонија била исклучена од ЗНМ, било исклучена од меѓународните асоциации. И добивме прилика преку ЕХФ, преку Светската федерација AFJ и преку Европската федерација AFJ да се вратиме во тие две асоциации, значи меѓу новинарите од светот, кај што местото ни е загарантирано многу децени пред тоа. Јас учествував во таа трансформација, усвоивме тогаш кодекс на новинари кој е усогласен со тие две меѓународни организации. Никој не се нафаќаше, па морав на ова последно неизборно годишно собрание на кое малку луѓе дојдовме, малку членови дојдовме. Морав да кажам дека по несреќен сплет на околности 2001 година јас се нафатив, тоа беше онаа конфликтна година во Македонија, јас се нафатив да станам координатор на новинарите во Куманово, Крива Паланка и Кратово, бидејќи сум кумановец роден, и правевме 6 регионални канцеларии на ЗНМ, значи правевме една мрежа да ги покренеме и новинарите од локалните медиуми. Со помош на Олимписки комитет и со помош на Македонија, со помош на Васил Пурковски, кој даде доста средства, барем за Кумановската организација, бидејќи јас како бивши фудбалски судија му се обратив како на функционер од спортот да помогне, и со помош на средства од Европската федерација на новинари и Ирекс Промедија ние опремивме многу повеќе Кумановската канцеларија од другите 5, бидејќи не сакав да биде тоа полупразна проформа отворена канцеларија, туку навистина да дојдат новинари тука да се дружат,
да разменуваме мислење, информации и така натаму. За жал, еве ќе дојдам до поентата на вашето прашање, малку подолг е уводот. Значи, за жал, следуваа избори на кои победи СДСМ и Бранко Црвенковски, кога ветуваше дека народот ќе земе судбината во своји раце на 15 септември. За жал, после тој 15 септември, Бранко Црвенковски направи влада во која портпарол стана генералниот секретар на Сдруженијето на новинари на Македонија Сашо Чолаковски. За жал, после Сашо Чолаковски до крајот на 2002 година и до мај 2023 година 23 видни новинари од познати телевизии и познати вестници стана портпароли по министерства у таа влада, на Црвенковски, на Али Ахмети, мислам дека беше у таа влада, и другите коалициони партнери. Јас тој процес го нарекувам папагализација на македонското современо новинарство. Значи, новинари, наместо новинари истражувачи, наместо новинари репортери, наместо новинари уредници, стануваа папагали по министерства, излегуваа да даваат изјави, да пишува соопштенија во име на некои министри кои не се вични за јавни настапи. Така да новинарството стана една згодна папагалска професија. Значи, наместо новинарство имавме голема преселба на познати новинари во министерства на таа влада. Па после се врати Груевски 2006 година и ВМРО ДПМН на власт, па тие заедно со ДУИ и прво беа со ДПА и НСДП, после со ДУИ. Значи, тие пак го дуплираа тоа папагализирање на новинарството. И на ова горено собрание станав и реков, младите веќе немаат потреба да стануваат новинари па да стануваат папагали. Туку сега директно си ода се студираат PR менеджмент, односи со јавноста и си се вработуваат, си аплицираат за портпароли, си стануваат портпароли. Значи, тоа е едната компонента како мој одговор на вашето прашање. Втора компонента е доаѓањето на големите странски компании кои купуваа во Македонија. Овдешни големи компании, тука пред сите мислам на ЕВН и на германски и унгарски Телеком. Значи, нивното доаѓање, како и доаѓањето на цементарница на Усие или Титан во цементарница, се случи да купуваат цели редакции, да купуваат цели вестници, поднаводници да ги купуваат, со плаќање на годишни реклами во замена за необјавување на вести и на скандали, и на случаи, и на предмети кои ги интересираат граѓаните. Значи, имавме дури и од јавните предпријатија некои реклами кои беа платени нешто во како што беше случајот енергијата е нашата работа. СМ, МЕПСО и така натаму. Значи, нешто што име јавна работа, што е јавно платена со јавни пари од буџета, сепак плаќа реклами. Нели, владата се рекламираше во медиумите. Тука многу новинари се разочараа и ја напуштија професијата. Она што, само дополнение на ова што го кажувате, Борјан Јовановски беше портпарол на Борис Трајковски, а со самото тоа јас претпоставувам дека некој кој што ќе стане портпарол на некаков политичар или политичка партија завзема страна и како таков го губи кредибилитетот на новинарската професија. Сега имам чувство дека големите новинарски куки, сваќајќи ја заканата од новото време, од подкастите, од
новините на интернетот, прават своји подкасти сакајќи да го загадат или да го загушат тој простор. Па така гледам дека Канал 5 имаат своји подкасти, Сител имаат своји подкасти, што на некој начин ми е апсурдно. Како гледате вие на овие феномени што големите медиуми и овој простор сакаат на некој начин да го саботираат? Па ја ќе бидам искрен и ќе ви кажам дека воопшто не гледам. Зошто? Помеѓу 2008 и 2013 година, година во која есента во септември ме инсталира без докази во предметот шпион и ме држа 25,5 месеци во притвор. Значи, помеѓу 2008 и 2013 година, бидејќи живеев во Нови Сад, постојано патува во Сараево, каде Европската Унија даваше големи и вложуваше големи средства за да се одржуваат новинарски семинари. Кој сакаше, можеше да оди да слуша предавања, да учи нови техники и така натаму. И јас некаде во 2008-та на премин на 2009 година на еден од тие семинари и обуки во Сараево научив дека лека полека ќе изумираат весниците, дека меѓу првите Вашингтон Пост и Нью Йорк Таймс воведуваат електронски изданија затоа што новинарството толку станува брзо, информацијата патува толку многу брзо што не може да чека во весник да биде отпечатена, и за да утредента некој ја чита веќе бајата. И уште тогаш почна, значи прво од таму од тие два познати светски и американски тиражни весници тргна електронското новинарство. Освен тоа, еден белграѓанец, студент бивши на кибернетика во Америка, во Соединените Американски држави, случајно учел, студирал заедно со супругата на Марк Цукерберг, која е азијатка, и тој ги слушале предавања на 5 предмети во амфитеатар заедно, нели кога се слушаат исти предмети, тогаш од разни групи доаѓаат. И вика, мене тогаш на мене ми приоѓа во Белград, ме гледал на 2 настапи на телевизија во Србија. Вика, за тебе е, Зоране, Фейсбук. Мора, викам, мани се подалеку од мене како Фейсбук, тоа се глупости. Ама вика, не е тоа ти што мислиш ова што објавуваат јадења, кој лежал на плажа, не знам кој каде се шетал. Фейсбук е касетна бомба. Бидејќи, вика, касетната бомба е забранета како конвенционално оружје, после не знам колку многу години се договориле големите сили и вика, американците измислија и преку Цукерберг и неговата екипа го пласираат Фейсбук како касетна бомба. Тоа значи информацијата објавена тука паѓа на едно место, меѓутоа се шири со брзина на светлоста, што е и точно, после тоа го проверив. И ми вика, ако не ми веруваш на мене, оди деновиве во некој од белградските кина, гледај го филмот Големата мрежа. 4 пати го гледав и ми стана јасно дека човекот е во право, дека ми отвори очи. Се приклучив на Фейсбук и тој ми рече вака, само гледај да имаш што повеќе пријатели. Значи, тоа не се пријатели, тоа е твојата публика. Со објави на Фейсбук ќе ја разбиеш цензурата, затоа што ти си цензуриран новинар, затоа што објавуваш работи кои некој не смее ни да ги размислува, не да ги дискутира, а може да ги чита. И навистина така беше. Тргнав 2009 со еден Фейсбук налог, 2010 веќе сватив дека на мојот Фейсбук налог, на кој брзо собрав 5000 под наводници пријатели, му треба веб страна, тогаш го измислив Буревесник, по углед на американскиот 40 милионски тираж има
веб страна е, се вика Smoking Gun. Smoking Gun на американски значи непобитен доказ. И таму се објавуваат, бидејќи американската нација е високописмена, значи не им треба дополнителни текстови, објавуваат исклучиво документи, фотографии од настани кои, например, не може секој да ги прибави, фотографии од апцења, фотографии од полицајци во непримерени состојби и така натаму. Значи експлицитни фотографии кои привлекуваат многу голема публика. Докази документи, материјални докази кои расветлуваат големи случаи. И луѓето почнати од брачен пар, почнати од гаража, со Smoking Gun за 2 години постигнуваат дневен преглед од 40 милиони публика. Значи тоа е исто во Сараево го научив. Мислев што да направам да биде многу различно од сите други, затоа што добри 30 години од мојот живот потрошив да бидам оригинал, за да не личам па да викат еј ово е како оној, еј личи на оној, и сакав да смислам име на веб страната како нема на друго место. Па се сетив на мојата професорка по книжевност, по македонски мајчин јазик во основна школа, таа ме викаше буревесник. Буревесник е птица која најавува бура по сончево време и по која капетанот на бродот познава дека наидува бура за неколку часа. Максим Горки го има опеано ова пиле, ова птица. Тоа е галеб, врста на галеб која во својот мозок има навигација и осеќа дека ќе иде бура. Тој ја има предвидено големата октомвриска револуција 17 години пред да се случи и во алегорична смисла ја има опишано дека ќе се случи руската октомвриска револуција некаде 1903 година преку песна за Буревесник. Затоа го нареков сајтот Буревесник, бидејќи кај мене доаѓаат информации од луѓе што ми веруваат и без иле, без манипулација ја ги објавувам. Па после некое време, месец, 2 или 2 години, испаѓа дека тоа навистина е така. Затоа мојата професорка ми викаше: Зоране, мани се од ова, мани да им отвараш очи пред време, некој ќе те убие, значи не се премиња какви што беа некогаш, ти си буревесник и не ти е времето да го работиш ово што го работиш. Се разбира дека не ја послушав, бидејќи она моја новинарска глад и мојот талент за пишување беа поека сето тоа и еве стигнав до овде. Буревесник оваа година, бидејќи го почнав на денот на пролета 22 март 2010 од Сараево, денеска поминав до денеска 14,5 години сум во етар. Ги зборувавме за новинарите, кој човечкиот потенцијал и материјал. Во една претходна наша емисија вие спомнавте дека политичките партии кои што владеат во Македонија се всушност 3 друштва со неограничена неодговорност, ова неодговорност да го нагласиме. И друштва со неограничена неодговорност. Така, и ако ги согледаме работите, гледаме дека нивниот бизнис одлично напредува, но тоа истовремено значи дека самата држава, самиот колектив буквално е на крајот од силите. Гледаме дека не претекнаа сите можни соседи. Јас сум доволно возрастен да се сеќавам кога велевме дека сме светлосни години пред бугарите, дека албанците не ги земавме во предвид, зборам Албанија како држава, а сега доаѓаме до ситуација да Косово како држава почнува да прави исчекори поголеми од нас. Дали всушност во овие трговски друштва има сериозен човечки, барем поединци
кои што имаат човечки потенцијал да бидат генерација која што ќе сврти нов лист и ќе видиме пролет некаква во политичка смисла? За жал нема, од многу едноставна причина. Значи, прво почна со Дуи, 2002 година, кога направија коалиција со СДСМ после изборите 2002 година, после тој 15 септември влегува во влада. Значи, тие влегува во влада онака како што беа во планина, бидејќи се политичко крило на терористичка организација ООН. Во нивната Дуи партија воопшто немало избори. Значи, тие се партија со лидер, лидерот решава за све, тие се буквално трговско друштво од почеток, онака како што беа влезени во влада голи и боси, симнати од планина, и си има директор во фирмата, во таа Башкирми Демократик Перите Грим. Значи, тие се и единствената албанска партија која нема албански префикс во името, а тоа е затоа што се формирани од американците и од европјаните од Европска унија и имале идеја ЕУ и САД и САД во почетокот нив да ги направат во навистина демократска унија која ќе ги интегрира во себе и ВМРО, ДПМН и СДСМ. Меѓутоа, беа здружени со СДСМ во коалиција, брзо научија што е крадење, што се кабинети, што се службени коли, што се дневници на плаќање, што е располагање со буџет онака како што ти се сака. И брзо стана трговска фирма како и СДСМ, каде што исто така понекогаш имаше изборни конференции, ама секогаш на тие изборни конференции стигнуваше, јас сум сведок во Куманово на повеќе така наречени изборни конференции на кои не се почнуваше додека не стигне телефакс од Скопје за да се исчита, тоа да се прочита или да се изберат делегатите да гласат за оние кои ги избрал лидерот Бранко Црвенковски, дека овој ќе биде председател, овој ќе биде секретар, овој ќе бидат членови на председателство и така натаму. Значи, вистинското трговско и тргувањето пристигна со доаѓањето на Никола Груевски за лидер на ВМРО ДПМН, бидејќи тој е првиот што го менува статутот на партијата во кој се исклучува натрепартиски избори. Значи, до тогашните општински комитети на ВМРО ДПМН кои бира своји локални раководители, своји делегати за конгресот, беа анулирани и едноставно Груевски е првиот што воведе да се пријавуваш со твоја биографија, ако сакаш да станеш нешто во партијата, и тоа само во приватни фирми се прави. И тоа покасно го прифати Зоран Заев кога дојде за лидер во СДСМ, за да му одговори на Груевски и за да го победи популизмот на Никола Груевски и Сашо Мијалков. И СДСМ после доаѓањето на Зоран Заев на чело на партијата заедно со Радмила Шекеринска, исто така ја избриша глава 5 од нивниот статут која се однесува на изборите. Тие воведува координатори, а според статутот го изменија, координаторот треба да поднесе биографија до лидерот Зоран Заев, а лидерот Заев после по собствено видување ќе се избере кој ќе координира со Битола, кој ќе координира со Куманово, кој со Штип и така натаму. Значи, штом ти немаш избори во една партија, таа партија е трговско друштво. СДСМ особено беше трговско друштво, затоа што браќата Заеви, тројца се,
Вице и Зоран Заев се родени браќа, браточет им е Трајчо Заев, тие имаат лично изфинансирано во партијата, бидејќи партијата беше ставена во време на Бранко Црвенковски задолжена во Комерцијална банка Скопје и зградата на Бихачка седиштето беше под хипотека. Тие лично си платија пари да се ослободи зградата од хипотека и партијата да биде финансирана, затоа што кога се влезени во партијата буквално немало ни шеќер и кафе да се направи и чај, значи почнале од нула. И тие партијата цело време си ја гледаат како своја трговска партија, трговско друштво, како своја фирма. Значи на тој начин му одговорија на Груевски, кој манифестираше популизам, кој решаваше заедно со неговиот братучет Сашо Мијалков и со мајка му Нада Груевска. Тоа беше тројцата кадровици во партијата. Во Дујот секогаш решавал Али Ахмети, со тоа што Али Ахмети во еден период ги откачи командантите и на нивно место дојдоа по некој совет од амбасади од Европска унија и од Соединените Американски држави, дојдоа Артан Груби, Бујар Османи, Крешник Бектеши. Значи тие беа како некоја замена на веќе ислужените кадри, генералите на ООН и така натаму. Сега, кога спомнавте влијанието на странците, една работа, иако никој не ја кажува, е очигледна. Ние сме едва и 2 милиони држава, а имаме толкава амбасада, што ми ја гледал од Google Earth, од птиче перспектива, споредено со аеродромот, со стадионот, се извинувам, е двојно поголема, така што влијанието на таа амбасада, односно, е неспорно. Она што мене секогаш ме зачудува, која е идејата на тие луѓе, на тие странци кои што очигледно сакаат да постигнат нешто овде. Очигледно некој некогаш потпишал дека тие ќе бидат главните како еден вид на сива еминенција, а од друга страна, гледајќи како на нашиве локални шерифи им дозволуваат се и се што, не можам да им ја сватам намерата. Од друга страна, сега гледаме дека на актуелната власт како на некој начин да ја даваат ветер во грб со ставање на црни листи на конкретни луѓе што ги споменавте пред малку, Артан Груби и слични. Кое е влијанието на странците и дали можеме да се подпреме на бенигноста, односно на беневолентноста на тие странци, или и тие се дел од компанијата која што влада и ништо повеќе? Значи, Македонија економски е покорена во 2001 година. Мислам дека датумот е 15-16 јануари, кога е роден денот на Љупчо Ѓоргиевски, тогашен премиер. За неговиот роден ден Никола Груевски како министер за финансии подпишува договор за продажба на Македонски телеком на Унгар Телеком. Унгар Телеком е фирма ќерка на Дојче Телеком. Сето тоа е направено со многу корупција. Македонскиот телекомуникацијски пазар беше монополизиран, а тоа значи дека не дозволија влез на втор и на трет оператор, затоа што пак австриската А1 е фирма ќерка исто така на Дојче Телеком. Па кадрите од Скопје, од Македонски Телеком, бидејќи одлично се покажа во монополизацијата на овдешниот телекомуникационен пазар и одлично се покажа во корумпирањето на лидерите, тоест директорите на овие три трговски фирми, затоа што и СДС, и ВМРО ДПМН и ДУИ лидерите беа платени со многу милиона евра за да носат закони такви какви што треба да носат, какви што им одговараат на Дојче Телеком, на Унгар Телеком и на Евана, значи на Австрија. Тука е и Евана во тој пакет заедно со телекомските компании.
за на крај да се заврши. Меѓувреме заборавив да кажам дека сите можни најсовремени технологии за прислушување, за надзор, за мониторинг на население, не само во Македонија, него на целиот Балкан, на сите држави, вклучувајќи ги Бугарија, Србија, Грција, Босна, особено Косово, Албанија и Црна Гора. Значи сите се вклучени во тој проект на прислушување, надгледување и мониторинг во под контрола на Deutsche Telekom и на Deutsche Bank. Унгар Телеком е фирма носителка на тој проект. Така да сето тоа финализираше со инсталација на премиерот Димитар Ковачевски, кој е кадар на СДСМ номинално, инаку е кадар на ДПМН цело време, затоа што е близок пријател со Никола Груевски, бидејќи кога е продаден телекомот на Унгар Телеком, поточно на Deutsche Telekom како фирма мајка, Димитар Ковачевски бил пуштен како кадар од владата на Груевски, кој ќе соработува со германците и со унгарците, поточно ќе подпишува секаде каде што треба да се подпише. Тие не сакале да трошат свој човек од ВМРО ДПМН. Му ги приклучиле Славко Пројковски и Никола Љушев. Славко Пројковски е финансов директор, Никола Љушев е постојано главен извршен директор. Значи од 2001 година, како е продаден Македонски Телеком, како е вклучена во таа монополизација А1, од тогаш овие три имиња постојано се вртат во Телеком, се директори, дури ги позајмуваат германците и на Црна Гора, каде што и таму директоруваат кога се спроведува и таму монополизацијата. За на крај да го добиеме, бидејќи докторирал во Подгорица Димитар Ковачевски, ние го добивме како инсталиран премиер, затоа што со завршен докторат во Подгорица на тема корпоративно управување. Ова што значи? Дека германците, како најголема сила во Европа, заедно со унгарците, имаат Македонија си ја доживуваат како корпорација, затоа процениле дека ни треба корпоративен управник и го инсталираат Димитар Ковачевски да биде премиер. Знаете дека и тој си заврши одредени работи кои им требаа на нив да им се завршат, а тоа што значи? Да не се дозволи никакво руско влијание во овој регион. Американците се согласни, затоа што тие си го командуваат Косово веднаш после подпишувањето на Кумановскиот споразум или капитулацијата на србите, што го подпиша, они го викаат Кумановски договор, подпишан е во близина на Куманово, тоест на косовска страна, не е битно тоа. Во Америка се случи фаќање на дело на Унгар Телеком заедно со Deutsche Telekom во една афера, тоа е аферата Телеком. По еден сплет на околности мали акционери овде во Скопје, 8 на број измамени за нивните акции во Македонски Телеком, ми дадоа докази да ги објавам. Ја им реков, хајде да пробаме пред да ги објавиме овие докази за криминал што ми ги давате, да ги пуштиме до државната компанија Унгар Телеком. Ги пуштивме. За среќа таму се најде во надзорен одбор на Унгар Телеком некој соработник на американската амбасада, ги доставил мејловите, испратени од нив 8 души преку мене. Американците реагира во истиот момент и се утврди дека многу големи пари, тоа е стотици милиони евра, незаконски се исцицувани од Македонски Телеком и Црногорски Телеком.
и ги фатија на дело. Имаше многу испрашување, имаше многу сведочење и од вработени во Телеком и од вработени во Унгар Телеком, за на крај во Америка на суд во Њујорк да бидат притиснати со докази. Дојче Телеком и Унгар Телеком си признаа вина дека вредноста на акцијата на њујоршката берза ја билдале, ја фризирале со пари од криминални приноси од Македонија и Црна Гора. Соединетите Американски држави, тоа е судот, ова ви го кажувам изворно, затоа што ја бев сведок со работник во истрагата. Слободан Богоевски, бивши директор на УБК, беше директен сведок, бидејќи многу поеше, знаеше од мене и беше многу поупатен. Тој преку видеоконференција од затвор во Куманово, бидејќи за одмаз да го затвори и го осудија. Американците донесоа опрема, тој сведочеше директно на суд преку затворот Кумановски, каде што служеше затвор, и тие си признаа вина, платија $98 милиона казна кон Америка, за тоа што ја оштетиле американската држава. Тројца директори поединечно беа казнети, малтене лустрирани од Унгарија, значи беа тргнати од нивната државна Унгар Телеком компанија, а американците, бидејќи Македонија и Црна Гора ги сметаат за уредени правни држави кои си имаат своји обвинителства и своји судства, спакуваат два комплетни предмети, значи ги спакувале доказите кои се поврзани со криминалните приноси од нашите телекоми. Едниот предмет е даден на обвинителство на Црна Гора, едниот предмет е даден на обвинителство на Македонија, тоест во Скопје. Во Црна Гора се отвори процес и мислам дека сега е стигнат до апелација. Двајца има главно обвинети бивши директори црногорци, ги судат и не знам до каде е тој процес, уште не се правосилно осудени за виновни. Во Македонија немаше никаков процес, затоа што ако се отвореше процес, ако тој предмет беше сработен во Македонија, требаше сите лидери на ВМРО, ДПМН, на СДСМ и на ДУИ да завршат на обвинителна клупа, а бидејќи тие се главни во државава, предметот воопшто не го отворија. Затоа странците многу лесно командуваат со нашата држава, бидејќи си ја сметаат како корпорација, и затоа што нашите корпоративни управници обврзно се однапред корумпирани, така да лесни се и за манипулација. Сега, бидејќи во контекст на овие телекоми го споменавте и прислушкувањето кое што некој како фолклор се провлекува во овие 30 и нешто посткомунистички години, мене ми се наметнува прашањето, се зборува во Америка и самите американци зборуваат за нивната длабока држава. Дали ние имаме локална длабока држава и кому му служи ако ја имаме? Ние немаме држава, затоа што одамна немаме прерогативи. Главните прерогативи на државата ги немаме. Знаете дека знамето беше променето под присила од странство. Значи, тоа знаме порано што го имавме, го немаме, сега имаме друго знаме. Знаете дека има голем отпор кај албанците и кон химната, тие не признаваат за своја химна. Значи, допрва треба се усогласува. Личните документи, пасошите, личните карти и возачките дозволи не се печатат во Македонија, се печатат во Германија и во Австрија. Овде се носи само да се внесат податоци кои треба да се внесат. Значи, пасошите не сме способни да си ги изработиме сами, ниту сме способни да ја донесеме таа германската фирма
да ги изработува пасошите овде во Македонија. Парите одамна не ги печатиме сами, беа печатени некое време на Малта, па мислам дека сега тоа е Британија. Дури некое време Македонија имаше право да си ги кове своите пари, имаше во Народна банка на Македонија машина ковница на железните пари. Петар Гошев ја има продадено во странство, ни металните пари не ги ковеме. Војска немаме, знаете дека сме тазе во НАТО, дека допрво се формираме, дека имаме професионална војска. Оддамна се растурени волците и ренџерите како најспособни војни единици овде во Македонија, така да и јас мислам дека главните небото не го контролираме, мислам дека преку Грција ни е контролирано небото, значи и за тоа не сме способни. Така да не можам да кажам дека имаме држава која може во вистинска смисла на збора да се каже држава. Сега една друга работа, ја спомнавте преска Русија и дека не се дозволува никакво руско влијание, а гледаме дека еве во контекст на западниот свет, да речеме Европска унија и Америка, пред се во Европска унија се создава една геополитичка струја, суверенистичка, десно ориентирана, која што ако не друго има симпатија кон Русија. Овде зборувам значи за Словачка, зборувам за Романија, зборувам за поништените избори во Романија, односно претседателот кој што требаше да стане претседател, и еве овде во Италија имаме политичари како што е Салвини, кои што не гледаат на Русија и на Путин како на дежурно зло, туку велат тоа е една солидна европска држава со која што треба да соработуваме. Се спротивно, додека ние нормално папагалиме, како што ќе ни кажат дека треба да папагалиме. Дали има сериозни, дали воопшто има некакви знаци дека некој од Македонија може геополитички да се постави воопшто во некој контекст сериозно да размислува и да постави било каква автохтона политика? Па не верувам во тоа, затоа што има руско влијание во Македонија, го имаше долги години преку Дуи, и знаете дека беа протерувани руски дипломати од Македонија во време кога Бујар Османи беше министер за надворешни работи, но баш главниот дипломат што беше со сите помпи деташиран од овде и испратен за Русија, значи протеран од овде, пред тоа објавив јас, кој прочитал, кој не прочитал, беше влезен во МНР со картичка вработен, со знаење на Бујар Османи, помина 12 часа непречено да симне од базата на податоци на МНР она што му треба да се симне, и потоа инсценира протерување на руски дипломати. Сега најново руско влијание доаѓа преку Унгарија, доаѓа преку Александар Николски, министерот за транспорт и врски. Тој направи веќе јавно и на терен големи напори да не се гради пругата кон Бугарија, иако од бугарска страна во буџет и е проектирано на терен и имаат проектирано не знам колку милиони евра за да си ја изградат својата траса до Крива Паланка, до граничниот премин со Македонија. Од наша страна многу споро напредува пругата околу тој правец. Александар Николовски се запна како министер за транспорт и врски да се гради коридорот кон Солун и Атина, од многу едноставна причина, затоа што моментно се гради пругата Ниш-Белград и Нови Сад-Суботица за да се спојат Будимпешта-Белград за 3 часа со воз,
а на Русија и на Унгарија им треба проток до Грција, бидејќи русите се собственици на Солунското пристаниште, а кинезите се собственици на Пирејското, тоест на Атинското пристаниште, и затоа тој коридор им треба подитно. Па го искористија Александар Николовски да направи судир со Бојко Борисов, да се наградуваат јавно, да направи скандал за да го застане, да ја застане изградбата на пругата кон Бугарија за да се пренасочи. Дури проба да пренасочат средства од Европска унија за изградба на пругата кон Бугарија, да се изгради пругата кон Солун, ако се сеќавате. И беа спречени, затоа што рекоа од Европска унија дека наменски средства не може да се пренаменат. Моментно е статус кво, меѓутоа еве ги не знаат кој пат да го фатат. Со Бугарија мислам дека се инсценира некој вештачки конфликт. Колку да не се влезе во Европска унија и да не се почнат преговори во овој период, затоа што има многу корупција во Република Македонија, затоа што врвните лидери на овие три трговски друштва се инволвирани во големи коруптивни сделки и знаат што ги чека ако се почнат преговорите со Европска унија, знаат што значи закон за европски налог, знаат што значи почнување на отварање на првото поглавје кое се вика екологија, а Македонија е еколошки девастирана држава. Што значи знаат дека ќе заглават и со сите сили се обидуваат политиката на зачленувањето или на почнувањето на преговори со Европска унија да се случи што подоцна или воопшто да не се случи. Така, сега да преминеме на една друга тема. Имавте скоро интервју за српски портал каде што ве прашува повторно за случајот Тоше Проевски. Имам чувство дека регионално или пошироко почнуваат да ве доживуваат ексклузивно како некој кој што е специјалист за оваа материја. Како вие се доживувате поврзано со темата Тоше Проевски и дали оваа тема според вас е поврзана со сивите работи кои што ги избомнавме? Вие имате зборувано за тоа дека тоа е ремек дело на македонската корупција и дали тој случај во вакви околности гледа некаква, како да кажам, ако не друго морално заокружување на приказната, зошто се случи тоа, како се случи, дали беше несреќен случај или нешто друго? А мене не сум јас специјалист за таа тема, туку сум единствен што ја следи од некаде 10 дена откако се случи. Тогаш се вклучив, затоа што по мои канали и по мои извори дознав дека не е само Тоше жртва во таа несреќа. Дознав дека има некаде 17 жртви и еден исчезнат во целиот тој галиматијас, затоа што има перење на 3,9 милиона евра од Бурган банк од Кувајт, затоа што има загинати во нерасветлена хеликоптерска несреќа 3 месеци после Нова Градишка. Се сеќавате на хеликоптерската несреќа кај Блаце, која е нерасветлена, мене ми дојде од извор од МНАВ, значи од Македонска навигација, последниот разговор на пилотот со контролната кула, тоа се некои 3,5 минути ја емитував таа снимка, никој ништо не реагираше. Има загинати работници во Авганистан, киднапирани од страна на фирмата Еколог, која е основач на Аворт продукција, па има загинато директор на таа фирма кој е испратен од собственикот на Еколог
и на Авърт продукция, познат бизнесмен от Македонија. Испратен е во Афганистан по телата, па и тој загинува таму. Има исчезнато лице од Томато продукција која беше под истрага за перење пари додека СДСМ беше на власт и Никола Поповски беше министер за финансии, отворија предмет, мислам дека се викаше Пирамида. Значи, извршниот директор на продукција Томато Добри Тасев, кога дошла финансовата полиција или управата за спречување перење пари кај нив, рекол да одам по цигари да купам, ќе се вратам па ќе работиме, и никогаш не се враќа. До ден денеска неговата фамилија од Кавадарци нема пријавено негово исчезнување, ниту собствениците на Томато продукција Ирена и Бане Поповиќ. Таа афера заврши така што заврши никако. Значи, моја тема сите овие години е Тоше жртва на криминалните кланови, заедно со овие 16 кои ви ги наброја од разни структури, бидејќи сето тоа се поврзани дејства, а главните осомничени по мене и виновници ги нема. Тоа се Лилија Петровиќ, менаџерката, и продуцентот Ласто Николовски, кои испрале 3,9 милиона евра фалкани пари од Бурган банк Кувајт за потребите на еколог од Тетово, тоест фирмата ќерка Аворт продукција, и после перење на овие 3,9 милиона евра кои ги констатира управата за спречување перење пари кога директор беше Ване Цветанов, и кога ги поднесува сите материјални докази до јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кога Јован Илиевски е шеф, тој не реагира воопшто, не превзема никакви истражни действија, туку само ги на информативен разговор ги повикува Тоше Проевски, Лилјана Петровиќ и Ласто Николовски. Тоа е некаде јануари 2007 година. Значи, почеток некаде 7-8 месеци пред да се случи она кај Нова Градишка, што на нас ни јавија дека се случила. Јас тврдам дека утрото немало сообраќајка на тоа место, затоа што нема записник од сообраќајка, затоа што нема обдукција, затоа што нема препознавање на телото на Тоше Проевски, така натаму. Нема ни реконструкција на случајот, нема ниту истрага, ни државна, ни меѓудржавна и така натаму. Значи, Лилјана Петровиќ и Ласто Николовски како соработници кои имаат заедничка фирма во Љубљана и која се вика Ателје, Лилија Ателје поточно, од Љубљана 6 месеци после 16. октомври 2007 година, после Нова Градишка, 6 месеци или 7 месеци подоцна отвораат фирма во Србија, во село Тамњаница, кај Бела Паланка, тоест близу Пирот, близу бугарската граница. Тоа е родно село на еден од родителите на Лилјана Петровиќ, каде она има собствена земја, 1,2 хектари. Државата Србија како компензација за тоа што таа ги враќа музичките права во собственост или во посет на семејството на Проевски, државата Србија наградува прво со 20 хектари земја на нејзината земја која била 1,2 хектари, и тие си почнуваат од 10 јуни заедно со Лаки Николовски, Лилја и Лаки почнуваат да си продолжуваат да садат лаванда, да берат лаванда, да прават парфеми и не знам што. И тоа го прават следните 16 години до ден денеска.
Јас тврдам дека сето тоа е направено за да продолжи перењето на Балканите пари, затоа што тие таа фирма на 10 јуни 2008 година во Бела Паланка и Пирот значи плантажата на лаванда во село Тамјаница ја стартуваат од 300.000 евра. Од каде им се тие пари, ако не се од оние од Бурган банка, не до исперење. Значи, перењето на пари продолжува следните години од 2008 година од јуни до ден денеска и се уште трае. Бидејќи во оваа дигитална ера бришењето на податоци, бришењето и на вакви видеа малте не стана многу лесно. Јас и вие разговаравме за вашата книга во првиот подкаст. Бидејќи многу работи се сменија, јас би ве прашал сега дали не сте размислувале за краудфандинг или да преведам спонзорирање од самите читатели, од самите гледачи, сепак тоа да излезе црно на бело, да излезе на хартија, нешто што луѓе ќе го имаат во сопствен посед, ќе биде многу потешко да се избрише, да се цензурира или да се забрани. Така што во тој поглед дали сте размислувале за објавување на таа книга? Значи, вака да ви кажам, ја имав намазот, 17 години помина, имав контакти со 33 балкански издавачки куќи, со сите со кои разговарав, сите се јавуваа на семејството беше строго против тоа јас таа книга да ја објавам, тоест да го објавам сето она што го имам прибрано како докази и како сведоштва, затоа што сум во контакт со неколку другари од детство на Тоше Проевски кои ми кажуваат што се случувало, како се случувало и така натаму. Семејството е строго против, семејството Проевски е строго против тоа, таа книга да биде издадена, бев одбиен од 33 издавачки куќи. Во следниот период, јас мислам дека во следните неколку години, бидејќи сум на излез од Македонија и се преселувам да живеам во Хрватска, сметам дека ќе смогнам сили со сопствени средства како сам издат книгата да ја издадам. Имав доста понуди да ми се дадат пари во готово за да ја објавам книгата, секој дека не прифатив. Исклучиво ми беше прв и последен услов да се потпише договор дека јас од тоа и тоа лице или таа и таа фирма сум примил толку и толку средства за да се подготви ракопис на таа книга и дека ќе издадеме во тој период, а во договорот да стои дека комплетните средства, значи целиот износ од продажба на таа книга, преведена на сите светски јазици и на балканските, дека се откажувам од мојот хонорар во име да се формира фондација за финансирање на сиромашни талентирани деца чии родители немаат пари да им го финансираат талентот за високо образование. Значи, јас никогаш не најдов ниту на поединец, ниту на фирма која сакаше да потпише таков договор за финансирање за ова, како го викате вие, краудфаундинг или така нешто. Самите читатели би инвестирале преку откупување, однапред откупување на примероци. Така да имаше GoFundMe нешто, една веб страна. Значи, не сум размислувал на таа тема, затоа што не можам сега јас истовремено да се грижам и за сето ова да го приберам и да го напишам и да го подготвам како ракопис, па треба тука и да се најдат и рецензенти и истовремено да се грижам да се собират средства. Значи, јас ќе си смогнам лично мои средства, мои сили, книгата ќе ја подготвам и ќе биде издадена, се надевам, во наредните неколку години. Па кој сака да купи, нека ја купи. Апсолутно така е. Претпоставувам дека тиражот ќе биде
неколку пати печатен затоа што ќе се продава. Па сметајте дека во после она што пријавија дека се случило кај Нова Градишка, имаше најмалку 10 Facebook групи кои броеа по 120 до 150 илјади членови, фан групи на Тоше Проески. Значи дека книгата би имала милионски тираж. Зошто? Затоа што газдата на еколог е директно врзан со НАТО. Океј, овој дел ќе го аплодирам јас дополнително. Значи продолжите како да сме во живо, ќе им напишам дека ќе го аплодираме подоцна. Значи Тоше Проески беше вклучен преку Антонија Шола во еден процес на унијатство. Тоа е соединување на двете најголеми цркви, православната и на католичката, што е опасен процес со векови. Тоа беше она сите ве сакам. Значи тој сакал да се соединат двете цркви, да бидеме сите христијани обединети под една црква, да не се делиме, да не славиме верски празници со разлика од 2 недели. Тука е вклучена Велика Британија затоа што пријавија дека бил снимен британски албум на Тоше Проески. Поточно не постои британската куќа продуцентска People in Motion, ја нема, го нема продуцентот Брајан, сега му заборавам името, не можам да се сетам во моментов, многу податоци кажав. Значи продуцентот воопшто го нема. Британскиот албум е уствари албум кај што Тоше пее, музички албум на англиски јазик, затоа што Тоше Проески беше можеби единствениот балкански пееш кој пееше на англиски excellent English, значи извонредно добро го владееше англискиот јазик, го владеел. Мешани се Србија, Српската православна црква, Македонската православна црква, Католичката црква, значи многу влијанија политички и верски се провлекува, затоа што манастирот што тој го возобновуваше на гумење, србите си го рачунаат како свој, затоа што Српската православна црква вика сите манастири и сите цркви во Македонија се наши, а Македонската православна црква си ги рачуна како своји. Во исто време тој манастир Тоше кој го градел имал и католички символи затоа што беше близок и со хрватите, имаше многу пријатели таму и со католичката црква. И едноставно книгата, сценариото за еден иден филм, пошто книгата сакам да ја направам и како основа за сценарио за еден игран филм на кој ќе се темели на вистините збиднувања, ќе се продаде во огромен тираж и ќе има многу интерес за неа. Воедно ќе остане како еден траен документ за едно несреќно време во Република Македонија, кога го изгубивме не само Тоше Проески, туку ја мислам дека се изгубивме и сите ние како луѓе. Дали сега да додиме на една работа која што би требало да даде зрак на оптимизам? Дали ова треба да биде катарзата низ која што треба да поминеме за да конечно се најдеме
во некоја иднина. Дали треба да поминеме низ сите овие Сцили Харибди, да системот на крајот на криштата се распадне, да конечно можеби по не знам кој пат ја изгубиме државата, за да се свестиме како генерација дека ја имавме, ја изгубивме и сега можеби тогаш онака ќе ги засукаме ракавите и ќе почнеме да се бориме за третата македонска држава. Значи, едно мора да ни биде јасно, ние нема да си изгубиме државата, затоа што таа е членка на НАТО. Прво, НАТО нема да дозволи да се распаднеме. Второ, Светска банка и Меѓународен монетарен фонд имаат вложено огромни пари. Македонија е должна некаде околу 7 милиарди долари, или ако не е точно исправиме. Значи, тие како еден вид светски банкари, лихвари нема да дозволат Македонија да згасне, значи ќе не одржат да живееме и да екзистираме. Тоа значи, по мене, дека и ова е порака до идните политичари, затоа што овие сегашни се изгубени во простор и во време и се изгубени главно заради корупција, ама за идните политичари да се размислува Македонија да го примени принципот на Бугарија, да си признае дека е банкротирана држава, дека не може да си ги сервисира своите долгови, дека не може да се задолжува во недоглед секој вторник, како што тоа го прават, или по 500 или милиарда евра годишно од не знам какви извори, дали унгарски, дали кинески. Тоа значи дека треба овде да се примени бугарскиот принцип на валутен борд. Најголеми должници сме на Светска банка и Меѓународен монетарен фонд. Тие побаруваат највеќе пари од овде. Значи, тоа се вика светска влада, ќе мора да ни донесат некој Мајк Илиевски или не знам како Џон Трајановски од некаде, од некоја Канада или Соединените Американски држави, како што бугарите тоа го направија со царот Саско-Бурготски, кој го донесоа од Лондон и за неколку години под контрола на меѓународната заедница беа воведени во Европска унија и за члене. Така, ќе ми дозволите само едно прашање кој што беше поставено од една гледачка, кој што е редовна гледачка на каналот, значи надвор од овие теми. Вели прашање за Зоран Божиновски, зошто се стави во одбрана на Зоран Лексов од Штип, откако го објави дека уништил деловни книги, имајќи го во предвид дека непотизмот во негово време беше на високо ниво, вклучувајќи ја сопругата како инспектор на ДПИ и која исклучително е корумпирана. Поборувањата на Зоран Алексов се многу сомнителни и основа на обвинението бидејќи не е основен на управен суд треба да ги води предметите во врска со него. И дали во врска со Бојан Христовски имате нови информации? Во врска со Бојан Христовски немам нови информации, освен оние што ги имам објавено. Предпоставувам дека прашањето е од Олгица Насевска, од Битола. Не е ни битно да ми потврдите, бидејќи таа страдаше додека Зоран Алексов беше директор на Централен регистар. Јас не се ставив во негова одбрана, туку се ставив во одбрана на вистината, затоа што судијата Пајазити, ако се сеќавате оној што беше ставен на тапет во судски совет заради тоа што дозволи ослободување од притвор на припадникот на Косовската УЧК, кој си замина веднаш после пуштање од притвор во некаков домашен притвор. Пајазити донесе одлука во корист на Алексов контра Телеком. Значи, Алексов не е битен овде. Во времето кога пред 22 години имал развиена фирма која продавала интернет меѓу првите во Македонија. Да знаете дека имаше неколку провайдери, мислам дека еден од нив беше и Ултранет сличен. Меѓутоа на Телеком
му се присторило или процениле дека Зоран Алексов како припадник на ВМРО ДПМН директор во тоа време многу брзо го развива тој приватен бизнес и може да им стане силна конкуренција, тие му го прекинуваат договорот без образложение и тој поднесува тужба. Бидејќи беше директор на Централен регистар, бидејќи ги знае одлично сите закони, бидејќи е член на кредитно биро кој контролира нели она кој има кредит, кој е кредитно способен, кој не е, бидејќи беше председател на Пливашка федерација, бидејќи беше градоначалник на Штип, одлично знаел дека треба фирмата да си ја одржи како жива, да не му биде под стечај и да не му биде ликвидирана, за да го доживее крајот на процесот против Телеком. Во почеток се работело за 13 милиона евра, штета што Телеком требало да му ја плати, не на него, туку на фирмата. Небулозно е што за уништување на деловни книги е обвинет неговиот син кој имал 7 години кога тоа се случувало, а станал управител на фирмата кога направил 18 години. Значи, мојата борба беше да објавам со што се занимава судот во Македонија, бидејќи судот донесе времена мерка да се забрани од Телеком да се земат од банкарските сметки во комерцијални банки 2 милиона евра да му се плати штета, на Алексов, поточно на фирмата која има заедно со неговиот син, плюс 2 милиона евра штета. Тоа ќе значеше, затоа и го објавив тој случај, ќе значеше комплетно демаскирање на криминалната политика на Македонски Телеком во Македонија, ќе значеше и разбивање на монополот на Телеком во Република Македонија. Значи, тој случај го земав како пример да објаснам во јавноста што се случувало сите овие години и што уште се случува. Значи, не може судија во очај, и тоа студија која е на тапет во Судскиот совет за отстранување од судиска функција, да носи времена мерка да забрани на комерцијални банки да платат штета на приватна фирма која добила спор против Македонски Телеком. Меѓутоа, Македонски Телеком, бидејќи е германска фирма, ја има таа сила, го пронашле тој судија, во сабота донел така одлука како што донел, и таа мислам дека уште не му е ни дадена не сум го прашувал веќе месец дена, мислам дека не му е ни дадена на Зоран Алексов за да не се жали. Така, господине Божиновски, јас ви благодарам што по трет пат гостувавте кај мене, ви посакувам среќна нова година, среќни празници, кои празници да ги чествувате и се надевам се гледаме во некој поведро издание и со некои поведри теми. Благодарам и на вас за честа што по трет пат ме интервјуирате. Поздрав до вашата публика, среќни новогодишни и среќни божични празници. Поздрав. Поздрав.